Почитуван председател на собранието, почитуван министер, почитувани присутни амбасадори, почитуван колега Антонио Милошевски, председател на Комисијата за европски прашања, почитувани представници на УНОПС и почитуван гостин од Хрватска, господин Дробњак, почитувани колеги и пратеници, представници на медиумите. На почетокот сакам да се заблагодарам и да им честитам на УНОПС за организацијата на овој значаен настан, таа подршка која што давате на овој процес и тоа како важна и потребна. Се наоѓаме во навистина клучен временски период во кој што се случуваат многу геостратешки поместувања, се диференцираат нови центри на МОК. Ние требаме да останеме силно приврзани со нашите стратешки партнери и Соединетите американски држави, но и Европската Унија. Треба силно да работиме да се стигне до мир во Украина, меѓутоа вистински антифашистички мир во манирот на тоа како што сега во овој момент се работи, и тоа е еден многу битен сегмент во целокупниот овој процес за кој што зборуваме, а тоа е сегментот на безбедноста. Сметам дека премногу долго трае нашиот пат кон Европската Унија, сме дале многу жртви, не сме виделе многу голем резултат, причините сите ги знаеме, меѓутоа се поставува прашањето треба ли сега да се откажеме. После све имам впечаток некогаш дека иако сме административно можеби поблиску, некако сме вредносно подалеку од Европската Унија, која се споредуваме со периодот пред повеќе децении, се поставува прашањето што треба да направиме. Мислам дека треба да се направи една споредба. Треба да се направи споредба со некои земји кои што се приклучија во Европската Унија, како тие имаа пристап до сериозно големи фондови, тоа се европските фондови за развој, како нивните земји практично се менуваа пред нивните очи, и ние ги гледаме. Тоа се земји соседи, и Бугарија, понатаму Романија, Хрватска и така натаму. Како за споредба, ние имаме пристап како земја кандидат членка за Европска Унија заедно со останатите земји од Западен Балкан, пристап до само инструментот за до предпристапните фондови, тоа е ИПА инструментот од 2007 до 2013 година сме имале на располагање некаде околу 4 милиони евра и уште 1,3 милиарди евра, 1,3 повеќе за меѓугранична соработка. Во следниот период од 2017 до 2020 4,2 плюс 2,3 за меѓугранична соработка. Во истиот тој период Бугарија и Романија добиле 46 милиарди евра од европските развојни фондови. И кога тоа го споредуваме со процентот на бруто домашниот производ, ние како земји на Западниот Балкан во просек сме добиле околу 5% од бруто домашниот производ по глава на жител, подршка од Европската Унија, додека овие две други спомнати земји добиле 25%. Сега за период од 24 до 27 година тие добиваат 41 милиарда евра, а ние го користиме планот сега за раст многу помал, се разбира, вкупно за сите земји некаде околу 7-8 милиарди евра. И тоа е клучот на работите. Не постои ниту еден друг извор на средства, ниту заем кој што ќе вложи во клучната работа, а тоа е човечкиот капитал. И само така ќе видиме видливи резултати, кога ќе инвестираме во отворена економија, во економија која што е базирана на знаење, во системот на едукација, поради тоа што резултатите од испитувањата на децата се поразителни, и ПИСА и ТИМС на дното сме на Европа и во светот, децата се функционално и практично неписмени и се далеку од тоа да се споредуваат со било кој од своите врсници нит во регионот, па да не збориме во Европа. Така да време е да гледаме ни се една друга перспектива, да влеземе и да работиме и да се бориме што и да е на масата, каква и пречка да биде пред нас исправена,
Мораме да се обединиме, поради тоа што кога сме заедно, ги обединуваме сите капацитети, нема пречка што не можеме да совладаме, поради тоа што најлошото сценарио е сите овие проблеми едноставно да ги ставиме на страна и да ги оставиме да ги решаваат следните генерации, поради тоа што тоа никој нас нема да ни го прости. Ви благодарам.